Во развојот на руралниот туризам лежи потенцијал за отворање на најмалку 4.000 работни места. Токму во развојот на руралниот, но и планинскиот и транзитниот туризам, во комората гледаат развој на севкупната гранка, која годишно носи 3,5 милиони гости. За ова потребни се законски измени. Што секако е готов пазар и тоа не треба да се занемари. Развојот на руралниот туризам, што е од особено значење кој оваа криза особено го акцентира, е исто така многу важно да се заокружи преку законска рамка во државата, бидејќи проекциите на експертите се дека за инвестиции во 1000 нови објекти со просек од 15 кревети потенцијалот е 4000 нови работни места. Но за да може да се реализира ова, потребно е да се воспостави законска рамка. Сето ова поттикнува инвестиции во транзитниот, во руралниот, во планинскиот туризам. И особено мораме да кажеме дека туризмот е единствениот сектор кој поседува потенцијал да ги надомести економските загуби поради кризата без дополнителни вложувања и поддршка. Овде особено сакаме тоа да го акцентираме. Потребно е единствено правилно координирање на заедничкото делување на деловниот сектор и на надлежните државни институции. Туризмот во бруто домашниот производ може да учествува со 25%. Доколку сите вклучени работат координирано, може да се постигне оваа цел. Но нужно за старт е да почне со работа и Комитетот за туризам, велат од комората. Овој сектор има потенцијал да постигне висок економски и регионален развој и особено да потекне миграција град село. Потенцијалот на македонскиот туризам во БДП може да биде дури до 25%, тоа се проекциите на експертите, со директен ангажман во секторот од над 100.000 работници. Индиректен ангажман доволно повеќе и директен прилив на провизија од над 1,5 милијарди евра. Сето тоа низ рамномерен регионален економски развој. Туризмот е еден од најпогодените сектори во борбата против пандемијата со COVID-19. Приходите таму се паднати и до 90%. Дел од средствата за обезбедување на секторот се дадени преку пакетите мерки за помош во услови на COVID.